Жалам што опозицијата денеска не дојде на редовната координација, кај што се разговараше во врска со одржувањето на надзорни расправи, кое што нешто законска обврска за наредовна координација се утврди план и динамика за одржувањето на надзорни расправи, кое нешто еве година дена беше заборавено од политичките партии во собранието. Јас сакам следно да кажам дека како председател на собрание секогаш ќе поддржавам и поддржувам зајакнувањето на законодавната власт, а тоа е секако и со одржувањето на надзорните расправи. Но би сакал да напоменам дека не би требало да има селективно читање, селективна примена на законот за собрание, поготово на еден закон кој што е вклучен и значен за самото собрание. Не може да се од едни политички опции во собранието одредени членови се почитуваат, одредени членови не. Сепак остава на нивната совест дали и како, кога се во опозиција, селективно ги пременуваат и зошто ги пременуваат законите, па поготово кога некогаш ако дојдат на власт. Но ја би сакал да укажам и да упатам апел, а тоа ќе го правам стално, на политичките партии во опозиција, односно на координаторите, местото тие има на редовни координации, кај што за многу прашања се договараме и треба да се договараме, и тоа е едно од најдобрите и најголемите придобивки со носењето на законот за собрание. Јас ќе ги повикувам секој понеделник да дојдат, а остава на нивната совест и секако граѓаните тоа ќе знаат да оценат дали и зошто не доаѓаат координаторите на политичките партии во опозиција. Но секако и на крај би упатил апел дека политичките партии во опозиција примената селективна на законот за собрание да го остават за себе. Од моја страна ќе имат поддршка секогаш кога е некое прашање поврзано за јакнење на законодавната власт, но никако не смеат надзорните расправи да бидат во функција на подкрепа на некои митинзи или на блокирање на работењето на собранието на Република Македонија. Ние законите, прописите ги носиме се со цел за придонесеме за доброто на граѓаните на Република Македонија. Ако е некоја идеја се води со тоа, од мене ќе има поддршка. Ако некој се води со обратна идеја, секако од моја страна ќе биде опомена, затоа што ние дека сме избрани за да ги штитиме интересите на граѓаните на Република Македонија и секако, како што и ни доликува, што повеќе е за јакнеме законодавната власт во Република Македонија. Доколку опозицијата не дојде на координација, сакате да кажете дека нема да се одржат надзорни расправи? Вака, јас сакам следно да кажам дека како председател на собрание секогаш сум ги почитувал и ќе ги почитувам законот за собрание, процедурите и чекорите за одржување на надзорни расправи кои што заеднички и тоа на редовна координација ги усвоиме со сите координатори на политичките партии. И јас, мојот апел е секако целта на некој што предлага е да ги почитува сите процедури, вклучувајќи и оние што, условно да кажам, е засегнат или условно му одговара или не му одговара, тоа е негова обврска да доаѓа на редовни координации, кај што доколку денеска дојда, ќе се утврдеше планот и динамиката сите надзорни расправи кои што до крајот на годината би можеле да се одржат. Не би сакал и лошо е да комуницирам за одржување на надзорни расправи, за план и динамика преку вас, преку медиумите. Работата на секој координатор на пратеничка група е да дојде овдека на координација и да се утврди она што треба да го заврши. Доколку има подпис од 15 пратеници, ќе се закажат надзорни расправи или не? Тоа е, ве молам, значи јас кажав дека тие чекори за одржување на надзорна расправа се 33, кои што ние сите заеднички ги усвоиме, вклучувајќи кога беа координаторите на политички партии во опозиција и тие чекори не обврзуваат и мене, но и нив. И затоа јас кажувам дека повикувам сите засегнати страни, условно да кажам, во собранието да ги почитуваат законите, процедурите, но и чекорите кои што ги усвоивме овдека на редовна координација. Вклучувајќи и тоа и за мене, не само за нив, него и за мене, дека јас секој чекор што е преземен согласно прописите и процедурите од мене ќе биде испочитуван. Да бидеме прецизни, ако се прескокне чекорот, координација во присуство на координација за да се утврди динамика на надзорни расправи, тогаш нема да има надзорни расправи?
Мислам дека бев многу јасен сега. Ако сакате да наведете на нешто што не сум го кажал, јас го кажав дека ќе почитам оние чекори кои што ние заеднички ги усвоиме. Тие се 33. Вие само еден чекор го кажувате, а не ги кажувате 33.